Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. За важноста и значењето на богојавленската вода. На 19 јануари Православната црква го празнува празникот на светото крштевање на Господа Исуса Христа на реката Јордан, или познат како свето богојавление. На овој празник, после литургијата, во храмовите се извршува голем водосвет на водата. Водосветот се нарекува голем, заради посебната торжественост на обредот, проникната со спомнување на евангелскиот настан, кој станал не само праобраз на таинственото миење од гревовите, но и вистинско осветување на самата природа на водата преку потопувањето во неа на Бог во тело. Таа вода се нарекува богојавленска вода. Повод за вршење на богојавленски водосвет е настанот кога свети Јован Крстител го крсти Господа Исуса Христа во реката Јордан. Имено, во она време кога Јован Крстител проповедаше на бреговите на Јордан и ги крштеваше луѓето, Исус Христос дошол од Назарет кај Јована за да добие од него крштевање. После крштението, кога Исус Христос излегувал од водата, од ненадеж се отворила над него небесата и Јован го видел Духот Божи, кој во вид на гулаб се спуштил на Исуса, а од небото се слушнал гласот на Бог Отецот. Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Вршењето на богојавленскиот водосвет денес не е копија на тој настан, туку реално повторување на истиот. Тоа е литургиски чин. Светата литургија е повторување на жртвата Христова на Голгота и ние, христијаните, постојано живееме со тој настан. И повторувањето на чинот крштевање на Господа Исуса Христа е момент кој што не води во вечниот живот. Во молитвата што се чита, се молиме Бог по благодатта да ја направи таа вода јорданска вода. Покрај другото, таму се вели: Господи Боже мој, по благодатта направија ова вода да ми биде јорданска и Твојот свет дар и Твојата света вода да биде за ослободување од гревовите мои, за просветлување на мојот ум, за зацврстување на душевните и телесните мои сили, за здравие на душата и телото мое, за покорување на страстите и слабостите мои по безкрајната Твоја милост, по молитвите на Твојата пречиста мајка и сите свети. Амин. Постои благочестива традиција во тој ден да се ороси со богојавленската вода својот дом, со пеење на тропарот на богојавление. Богојавленската вода цела година се употребува нагладно во мали количини, обично заедно со парче нафора, за сили кои здравјето го подкрепуваат, болестите ги исцелуваат, демоните ги прогонуваат и сите непријателски напади ги одвраќаат да можеме да добиеме од Бога. При болести или напади од злите сили водата може и треба да се пие во секое време. Не смее да се заборави дека светата вода е црковна светиња, со која се допрела благодатта Божја и која бара посебен однос. Затоа светата вода не се расипува многу години. Треба да се чува на одделно место, најдобро покрај домашниот иконостас. За многу години празникот Богојавление. Амин.